Европските држави треба да направат поголеми напори за подобрување на квалитетот на воздухот поради исклучително лошите резултати од влијанието на загадениот воздух врз човековото здравје и околината, се наведува во анализата на Европската агенција за заштита на животната средина. Загадувањето на воздухот е главна причина за предвремена смрт во 41 европска држава, меѓу кои и 28 од Европската унија, се нагласува во анализата. Околу 420.000 случаи на предвремена смрт во 2015 година се поврзани со загадувањето на воздухот во тие држави. Загадениот воздух е причина за проблеми со дишењето, срцеви заболувања и рак и го намалуваат животниот век. Загадениот воздух представува и еден од најголемите проблеми со кои се соочува Скопје. Како што наближува зимата, така и нивото на загаденост во Скопје расте. Веќе почна да се чувствува непријатна миризба во воздухот. Граѓаните, а особено младите, почнаа да реагираат на стариот проблем за кој се уште нема решение. Тие се жалат на лошиот мирис, печење во грлото и очите, а најмногу го чувствуваат луѓето кои имаат проблеми со респираторниот тракт. Минатата зима, социјалните мрежи и интернетот беа преплавени со слики од мерните станици кои покажуваа голема концентрација на PM10 честички во воздухот. Но годинава не се знае дали граѓаните ќе имаат увид во тоа. Сензорите на повеќето мерни станици кои го прикажуваат загадувањето не испраќаат податоци до Министерството за животна средина. Во скопските населби Газибабе и Лисиче мерните станици работат селективно. Па така инструментот за мерење на PM10 честички во Газибаба е исклучен на 14 август, а во Лисиче од 5 октомври. Иако од Министерството за животна средина и просторно планирање на 26 октомври преку соопштение до јавноста најавија дека инструментите за PM10 честички во Газибаба и Лисиче набрзо ќе бидат вклучени во системот, тие се уште не функционираат. Иако сите ветуваат дека проблемот со загадувањето ќе биде решен, тоа сепак тешко оди. Најавени се неколку мерки кои треба да влијаат на намалување на загаденоста на воздухот, но сепак бенефитот се уште не е почувствуван.